Поклон во плик, ова се почесто испишано на поканите за свадба во поново време, додека за разлика во минатото се практикувало на младите да им се носат подароци, чашки за ракија, шојли за кафе, чини. Денеска младите се повеќе се решаваат на сите гости да им напишат да им однесат пари во плик. Штипјани едногласни дека подобро е да се однесат пари во плик. Во плик е поубаво. Па сите скоро речи. Сите носат веќе. Што ќе се мисли што да даде, дали ќе му треба на младиот, дали не, треба така по-добро пари уплик. Чаши, чини и тенџериња, тоа. Па уплик порно, тенџериња, се носи. Тоа, бомбонјера, цвеќе, такви работи. Некои се одлучуваат на ваков чекор бидејќи во минатото често се добивале подароци што се неупотребливи. Истите се одвојуваат работи или пак едноставно оно што го добиле не може да го вклопат во интериерот дома. Додека пак некои со ставот дека според блискоста се одлучува каков подарок ќе се поклони. Пари се да. Кој што имал од подароци, не знам. За своји луѓе поголем поклон. И перални, и уплик парички може. Може перални, може фрижидери, зависи кој е родство. Ако се блиски, ако се подалеки, тие по-малку пари дават. Не е било у село, не е било тоа. Сега се подруги поклони ова. Кои да тут и тамо. Скапи се ручоците. И ледарка еден ручок мора да однесе или парејке фарла, или било шо, кошули. Штипјани сметаа дека опцијата пари во плик е подобра за разлика од носење подароци по свој вкус. Сметаа дека со парите младоженците може да си купат работи по свој желби или истите да ги искористат за меден месец.